сега и секогаш и во вечни векови. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста со иднината, посети ја општина Могила. Посети ги 22 села кои молкум шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснливо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослена со безброј бавини на сите страни, облазена во сончевина, простор во кој се слушаат звуците на музите од минатото и реткиот звук од кавалот, од понекој овчар кој оддава впечаток на жално отпевање на некогашната вечност, сегашност, мир и иднина. Да се помолиме на Господ. И пак ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христа, со која биле подигнати и преубавите камени базилики, темелени во чврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на битките, одминатите војни, непокорот на македонецот, низ битот и желбата за опстојот. Во алтарите на 22 села постојат бројни сведоштва на градителска умешност, знаење и традиција на луѓето кои од праисторијата до денес го населувале ова подрачје. Културно-историското наследство на општина Могила во сите негови видови има непроцениво значење и заслужува да биде промовирано и пренесено на идните генерации во својата автентична состојба како доказ на искуствата и инспирациите на незините жители, неповторлив израз на богатството и различноста на европското културно наследство и важен елемент на националниот идентитет на македонецот. Земни плодови за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Драги мои, продукцијата Марио Филм заедно со селаните од овој крај кои денес живеат во оваа регија и генералниот спонзор општината Могила, оваа репортажа подработен наслов "Црквите и манастирите во општина Могила" како дел од документарниот серијал "Патуваме низ општина Могила", токму ја посветуваме на незиното културно наследство со надеж дека со оваа репортажа и другите кои ќе следуваат како дел од овој документарен серијал ќе дадеме пострек на натамошните активности со кои би се создале трајни економски и други општествени услови за опстојување, оживување и функционално користење на недвижното културно наследство како фактор на одржливиот развој на оваа регија. Да се истражува овој регион навистина представува не само задоволство, туку и привилегија на секој поединец влюбеник во историјата на оваа област. Со својата изводрена географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, територијата на општина Могила представува своевиден бисер со посебен ареал што Господ ја создал на земјата. Алтарите на 22 села изобилуваат со сакрални објекти кои се нераскинлив дел од разновидното културно богатство кое говори за традицијата и недопрените живописни предели во овој крај. Црквите и манастирите се неизоставен дел од духовниот дел на животот на селата во оваа регија, кои најчесто се позиционирани на најдоминантната позиција во селата и зрачат со својата убавина. Црквите и манастирите во општина Могила, повеќето се од 15 век, кои по својата архитектура се слични со оние на прилепските цркви кои се наоѓаат под марковите кули, каде што во олтарниот простор се насликани фигури на двоглави орли, стари символи на македонската царска власт
јагне со иницијали на Исус Христос, представа која го символизира добриот пастир. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Со промената на општествените услови кои ги носат 19 и 20 век, се обновуваат старите и се градат нови велелепни црковни зданија во речиси сите 22 села кои припаѓаат на општина Могила. Изградени во различни временски периоди, а најмногу во средновековниот и во времето на преродбата, крајот на 18-тиот и почетокот на 19 век, кога всушност за краток временски период ќе никне прекрасни градби благодарејќи на чврстата волја и вера на селяните. Зашто Твоја е власта и Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Црквите и манастирите во општина Могила се еднобродни, засведени во внатрешната страна со двоводен покрив, влезови на запад, а понекогаш и на југ, градени од кршени приделкан камен, со прецизно изведени рабови на блоковите, поврзани со варов малтер, земја или глина, однатре малтерисани и живопишани, со применета камена пластика при изработка на вратите и прозорците, со завршни венци начисто изведени од профилиран камен, со дрвена покривна конструкција, со изворен кровен покривач од делкани доломитни плочи, подови покриени со плочисти искрилци, начесто изработени во груба квадратна форма. Црквите и манастирите во општина Могила припаѓаат на Преспанско-Пелагоничката епархија, која има долг историски континуитет на постоење. Се смета дека нејзината црковна дијацеза во античкиот период била сместена во градот Хераклеја Линкестрис. Таквото гледиште подкрепено и со историски документи во кои се говори за учеството на епископиите од оваа црковна дијацеза во работата на неколку вселенски помесни собори, како што се епископот Евагрий, кој учествувал на Сердиканскиот помесен собор во периодот од 343-344 година, епископот Квинтилий, кој учествувал на Ефескиот собир во 449 година, и тоа како заменик на архиепископот на Солун Атанасиј. Овој хераклејски епископ учествувал и на четвртиот Халкидионски вселенски собор, епископот Бенигус од Хераклеја, кој како заменик на архиепископот на Солун Илија учествувал на Константинополскиот собор во 535 година. Во периодот на владењето на македонскиот цар Самуил, оваа епархија територијално влегувала во дијецезата на Самуиловата патриаршија, а останала составен дел на Охридската архиепископија се до 1767 година. Преспанско-Пелагоничката епархија, која е една од 12 епархии на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, формирана е со одлука на Синодот во 1958 година и за нејзино седиште е избран градот Битола. При формирањето на Македонската православна црква, ова епархија се нарекува Охридско-Битолска епархија. За архиереј бил избран епископот Климен, кој раководи се до 1977 година.
Во 1974 година епархијата се преименува во Преспанско-Битолска, а со неја администрирале викарните епископи Методи, Ангелари и Гораст, а од 1979 година митрополитот Гаврил. Во 1981 година на чело на Преспанско-Битолската епархија доаѓа митрополитот Петар, чие негово световно име е Петар Каренски, роден на 29 мај 1946 година во селото Богомила. По завршувањето на основното образование во 1966 година се запишува на Богословското училиште во Призрен, а во 1970 година се запишува на Богословскиот факултет во Белград, за да веднаш по дипломирањето во 1972 година е поставен за професор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје, замонашен на 19 јуни 1980 година во придворскиот манастир Свети Великомаченик Георги во Кривидол крај Скопје. За митрополит на Преспанско-Битолската епархија е избран на 4 април 1981 година, а хиротонисан на 14 јуни 1981 година во соборниот храм Свети Великомаченик Димитри во Скопје, а интронизиран е во Преспанско-Битолската епархија на 15 јуни 1981 година во соборниот храм Свети Великомаченик Димитри во Битола, каде што со приименувањето на оваа епархија во Преспанско-Пелагоничка епархија во 1994 година го добива и новиот архиерејски чин митрополит Преспанско-Пелагонички и администратор австралијски и новозеландски господин Петар. Каде што со приименувањето на оваа епархија во Преспанско-Пелагоничка епархија во 1994 година го добива и новиот архиерејски чин митрополит Преспанско-Пелагонички и администратор австралијски и новозеландски господин Петар. Светиот пророк Давид вели: го возлюбив благолепието на Твојот дом, Господи. И ние денеска заедно со вас го возлюбивме благолепието на овој дом што го осветивме, кој е многу поодамна изграден, но не знаеме поради кои околности не бил осветен со големо осветување. Па откако се изврши возобновувањето на овој храм, преуредувањето и украсувањето со овие прекрасни фрески, денес, откако се помоливме, начинот на осветувањето на храмот, да слезе Светиот Дух на него и на нас, кои денеска сме заедно на молитва, длабоко веруваме дека на овој свет престол, каде што положивме свети мошти, односно честички од свети тела на светители, зашто е кажано дека црквата Божја почива на мачениците, што значи како сведоштво дека верните чеда заедно со свештенството и монаштвото собрани околу својот епископ владиката се живата црква, а токму по таа жива црква местото каде што се собираат тие на молитва, а тоа се храмовите Божи, по нивното осветување тие стануваат свети и тие се нарекуваат црква по живата црква. Благодариме на сите оние кои што се потрудија за ова да биде вака.
некои од нив се меѓу живите, но има некои што се и меѓу починатите. Бог да ги прости оние што се потрудија да го изградат овој храм и оние што во последен момент посакува како Трајан Јунтовски, што сакаше да биде денес присутен на ова осветување со голема радост и длабоко веруваме дека и тој е со неговата душа присутен на ова осветување. И на сите починати што се труделе за овој свет храм да биде вака украсен и дотеран, но и на вас кои сте заедно тука присутни и на осветите кои сте дале според вашите можности и според вашите желби, приход и прилог да биде изграден овој свет храм. Господ нашиот Спасител секому од вас според чистотата на вашето срце и душа да ви даде мир и благослов, вашите семејства да ги благослови, да живееме достоен и честен живот, особено денес кога најмалку во целиот свет има честни луѓе. Преспанско-пелагоничката епархија брои околу 300.000 верници, 600 цркви и манастири, 100 свештенослужители, 30 монаси и монахињи, каде што само на територијата на општина Могила се наоѓаат околу 30 цркви, манастири и параклиси и околу 6500 верници. За духовното минато на 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила говорат 6000 години живот кој зрачи на целиот незин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период како дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестилите, енгелеаните, десаретите, орестите, еоредите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмопите, мигдонците, крестонците, бисалтите, евродејците, едонистите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски култура македонска како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустилијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повилби житие кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и македонските владетели Иван, Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Асен Тих од 1257 година, Михаил IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урос IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Вокашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија, а посебно со вообновувањето на древната Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна
Crkva Ohridska arhiepiskopija Justinijana Prima, čiji denešen njezin poglavar je arhiepiskop od Stefan, čija njegova titula je mitropolit Skopski i arhiepiskop Ohridski i Makedonski na Justinijana Prima. Gospodin Stefan roden je na 1. maj 1955. godina vo selото Добрушево, како Стојан Велјановски во патриjarhalno православно македонско семејство, како шеста рожба на неговите родители Тале и Стојанка. По завршувањето на основното училиште во 1969 година се запишува во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје, а во 1974 година се запишува на Белградскиот православен факултет. По дипломирањето во 1979 година Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква го поставува за професор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски, а веќе идната година е испратен на постдипломски студии на Екуменско-патролошкиот институт Свети Николај во Бали, Италија, на кој магистрира во 1982 година. По враќањето од Италија е поставен за предавач на православниот богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје по предметите Свето писмо на Стариот Завет и патрологија. На 3 јули 1986 година се замонашува во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец во Охрид, а хиротонисан за епископе на 12 јули 1986 година во храмот Свети Димитри во Скопје како митрополит Злетовско-Струмички, а кратко потоа е именуван за митрополит на Брегалничката епархија. Во наредните години работи како професор на Православниот богословски факултет во Скопје, како главен уредник на весникот Црковен живот и ја врши функцијата ректор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во периодот од 1991 до 1999 година, а бил и портпарол на Светиот архиерейски синод. На Црковно-народниот собор, одржан на 9 октомври 1999 година во соборниот храм на древната Охридска архиепископија Свети Софија во Охрид е избран, а на 10 октомври 1999 година во столичен како пети поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија и од тогаш што ја извршува должноста архиепископ Охридски Македонски, а истовремено е и надлежен архиерей на Скопската православна епархија. Христовото воскресение е најголемиот и најрадосен настан во историјата. Тоа е чудо над сите чуда, дар над сите дарови и благослов над сите благослови. Затоа да се верува во Христа значи да се верува во воскресението. А силата на оние кои што веруваат, се надеваат и го љубат воскреснатиот Христос е во смирението, во целомудрието, во трпението, во послушанието, во страданието, во доблестите што го преобразуваат човек. Возлюбени празниколюбци, одбележуваме 1100 години од блаженото упокојување на првоерархот на нашата древна Охридска столица, патронот на македонскиот народ и црква, Свети Климент Охридски. На овој најголем празник, на Великден, да се помолиме заедно со Свети Климент
и со сите македонски светии и да испросиме од Господа сплотување и братска љубов меѓу нас. Нема поблагословен ден од Велик ден, а од името на нашата света Македонска православна црква повикуваме на единство и мир меѓу нашиот народ. Само со искрена вера и меѓусебна љубов ќе можеме да одговориме на сите предизвици, па да се молиме Бог да ги запрене до разбирањата, немирите и војните кај нас и во целиот свет, да ги врати раселените во своите домови, да ги закрили оние кои што страдаат и насекаде и во секого да воскреснат и завладеат правдата и вистината. Возлюбени чеда во воскреснатиот Господ, во Македонија и насекаде по светот, молитвено посакуваме срцата на сите да ни се исполнат со искрено покаяние и возвишена и постојана љубов за вистински, како што доликува, да ја почувствуваме и празнуваме и годинашнава воскресенска радост сега и во сите денови од нашиот живот. Во времето на средниот век и византискиот период во атара на општината Могила биле создадени огромен број на духовни објекти кои денес ја вршат својата функција и се незамислив дел на животот на луѓето од регионот. Најголемиот дел од нив, освен својата огромна историска и културна вредност, и денес ја имаат истата намена за која првично биле создадени, практикување на духовни обреди и ширење на религиска мисла. Од бројните цркви и манастири изградени во овој период би ги споменале црквата Свети Архангел Михаил во Долна Српци, црквата Свети Архангел Михаил во Могила, црквата Свети Атанасий во Беранци, црквата Свети Атанасий во Лознани, црквата Свети Атанасий во Мојно, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Мислунци, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Подино, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Трновци, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Црничани, црквата Воскресение Христово во Дедебалци, црквата Свети Димитрија во Долна Чарлија, црквата Свети Димитрий во Путурус, црквата Свети Ѓорѓи во Башарејца, црквата Свети Ѓорѓи во Ивањевци, црквата Свети Ѓорѓи во Новоселани, црквата Свети Јован Крстител во Беранци, манастирската црква Свети Кирил и Методи во Лознани, црквата Свети Константин и Елена во Беранци, црквата Свети Никола во Ношпал, црквата Свети Петар во Радобор, Параклиса Света Петка во Ивањевци, црквата Света Петка во Мусинци, црквата Света Петка во Ношпал, црквата Света Петка во Путурус, црквата Света Петка во Трап, црквата Воскресение Христово во Добрушево, црквата Свети Теодор Тирон во Долна Српци, манастирската црква Свети Теодор Стратилат во Свето Тодори, кои речиси сите датираат од средновековието, реобновени врз темели од стари ранохристијански базилики. Ние како македонци имаме многу причини да се гордееме што живееме во оваа земја. Во нашава Македонија се наоѓаат најубавите и најстарите манастири и цркви на овие простори. Овде, во нашава земја, сонцето сјае и грее со посебен сјај и со силен интензитет. Дури и камењата молчејќи сведочат за нашето вековно постоење. Од архитектонски, културен, историски, духовен, естетски и археолошки аспект, ние имаме мала земја, но многу богата со осветени места, кои места не зближуваат особено за време на празниците. Македонските цркви и манастири се врв на средновековната архитектура и градежништво. Тие се средновековни уметнички галерии и предели за македонската душа. Манастирите и црквите во Македонија се најживописната енциклопедија на македонската национална историја, култура и духовност. За овие цркви и манастири
се поврзани и првите чекори на писменоста во нашава земја. Имено црквите и манастирите, особено манастирите, биле низ вековите главните училишта, а калуѓерите биле првите учители. Во црквите и манастирите се повеќе луѓе доаѓаат, има се поголем интерес, за тоа сведочат особено собирањата за големите верски празници. Меѓутоа морам да споменам една друга работа. Чекајќи наред да влеземе во европските и светските духовни храмови, често пати ние како да забораваме на нашите културни и духовни богатства. А ако со нешто нашата земја е богата со цркви и манастири. И не е случајно речено, за да некој народ се запознае, треба да се проучат неговите духовни објекти. Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Пак и пак во мир да се помоли. Читувани мои, а како изгледаат архитектонските градби, фреско живописите, кои се киторите, во кое време се започнала со градби, кога и кој ги осветил црковните темели, кои и од каде биле копаничарите што ги изработиле иконостасите, зоографите кои ги насликале овие средновековни цркви и манастири, како бил црковниот духовен живот во тоа време, дел од тоа оддавна изминато време, ќе се обидам преку објективот на нашата камера да ви пренесам во наредната репортажа.